Добро утро и до тебе, Марко. Тукму така, денеска се одбележува меѓународниот ден на докторите, во кој што се вклучени и ветеринарните лица, со оглед на тоа дека и тие се доктори за животните и за нив всушност исто така е наменет денешниот ден. Ке напоменеме зошто е значена и благородна оваа професија, но воедно всушност и какво е чувството да се помогне на некое животно на кое што му е потребна помош. Утро заедно со нас на оваа тема е мојот денешен гостин ветеринар Воислав Димитровски. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Телма. Добро утро и благодарам на поканата. Ово е прекрасен ден кој што го ја слави воопшто медицината во светот и еве ние докторите по ветеринарна медицина се всушност тој е еден целосен систем на заедничко делување со хуманите доктори. Кажете ми колку всушност е благородна оваа професија, колку е почитувана оваа професија и колку всушност е вреднувана од страна на поединци? Да, видите, има една многу убава реченица кажана за ветеринарната медицина конкретно. Тоа значи и кај мене на факултет кога студирав во друга држава, главната реченица на влезот во факултетот беше хуманата медицина го лекува човекот, ветеринарната медицина го лекува човештвото. Затоа што ние реално се грижиме за здравјето на животните, а преку здравјето на животните се грижиме и за здравјето на луѓето. Ветеринарната медицина е една многу хоризонтална професија. Луѓето генерално не препознаваат како луѓе што ги лекуваме животните или се грижиме за животните, но всушност треба да знаат дека ние сме луѓето кои што ја контролираат храната на увоз, го ја контролираат храната во производство и го контролираат начинот на одгледување на животните на хуман начин, го контролираат и моментот на искористување на животните, а меѓу другите работи нормално и ги лекуваат животните и се грижат за животните. Освен тоа што е убаво чувството, нели, да се помогне на некое животно, колку всушност е предизвикувачка оваа професија, колку е тешка на некој начин? Видете, имаме една теорија дека ветеринар се раѓа, ветеринар не се станува, затоа што секој еден од нас ветеринарите од мали нозе буквално се е задоен со љубовта кон животните. Ветеринар се станува заради тоа што сакаш нешто, затоа што си посветен на животните и на нивното добробитие и со текот на времето нели се усовршуваме, се вложуваме и така натаму. Ова не е лесна професија, сепак нашиот пат студирање е, да речеме, околу 6 години е факултетот, претходно 4 години ветеринарен техничар училиште, после понатаму специализации имаме завршено, некои од нас. Нормално тоа се континуирано учење и баш пред некој ден имаме нова вработена во нашата ветеринарна клиника и баш се разговаравме на оваа тема и кажуваме дека од кога ќе завршиш факултет или специализација, тогаш почнува процесот на учење за докторите по ветеринарна медицина. Така што системот на континуирано учење треба да се применува во оваа професија, да речеме. Вреднувана професија која што е навистина благородна, но воедно си има и тешки моменти. Треба многу труд, па и она што велите ветеринар се раѓа, не се станува. Пред самиот крај, еве по повод овој ден, која е вашата порака до нашите гледачи, оние кои што се сопственици на милиници? Во секој случај превентивата, тоа е најважна работа, да си ги познаваме животните, кога гледаме дека нешто не е во ред со нив, убаво е да се консултираме или да посетиме ветеринарен доктор по ветеринарна медицина. Во секој случај секој си знае болви, крлежи, сега веќе почнува сезоната, да речеме, за тие паразити, да си ги превенираат, да си ги вакцинираат, затоа што ќе почнат по масовни прошетки, кучињата повеќе контактираат меѓу себе. Вакцинација, превенција за внатрешни и надворешни паразити, тоа е основата. Од тука натаму, ако има потреба, ветеринарите сме секогаш на повик. Ви благодарам многу за одвоеното време. Ви благодарам многу и на вас за одбележувањето на овој убав ден и да ги поздравиме нашите колеги хуманите доктори, да кажеме дека заедно сме посилни во секој случај. Така, ви благодарам уште еднаш. Се надевам дека достојно го одбележавме денешниот ден, говоревме всушност колку оваа професија е благородна и колку е важна всушност во самото општество. Се гледаме повторно утре во новото издание на утринската на Телма телевизија.